Двајца браќа направина клаени во Зандана. Чита Александар Станојков. Си биле двајца браќа што се милувале и кај што оделе се двата оделе. Од голема милост што имале дури в уста си плукале. Дека толку братски се милувале, тие комшиите многу му завидувале. Од голема завист што имале, му изваиле Неифтирија, ја пошле дома и му и безчестиле домаќинките и пошле на суд, та сториле давија и натерале самите жени да викаат пред судот и да си корнат косите од лошатијата на тие безчестни браќа што му се докондисале на честа. На тоа згора, судот беше му посакал мартири за да докажат и после да и пресудат на затвор и дури на смрт. Од кога се сториле испад од лажливи мартири, беше им пресудил судот да лежат во темна Зандана токму 3 години време и по 3 години после да и обесат. Кога приближиле 3 години, си чинеле лакрди и браќата во Зандано помеѓу себе и се прашале дали ден било, дали ноќ, и дошле во еден збор и за да го молат занданџијата да го пушти едни од нив надвор од Зандано за неколку дни, да види некој крај да бара за да куртулисаат од бесалката што ќе и беселе. Се погодил синџирџијата, многу милостив, и им дал изим на постариот брат да излезит од Зандан надвор, да прошета една недела време, ама прангата негоа да ја носи помалиот брат, дури да се врати постариот пак во Зандана, како за кефилок. Така кандисал синџирџијата, а инаку не го пуштал. На драго срце приимил малиот брат да ја носи прангата, само да излези брат му да најде некој крај за да се куртулисаат од темните Зандани. Му изваде синџирџијата железата од постариот брат и му и кладе на помалиот, та си излезе од Зандан и тргна за дома да одити да си видит куќата. Одејќи по патот низ чаршија, беше го стрел татка си кај продал волоите и плугоите. Се прибрал при татка си, та сторил едно здраво и живо за да види али ќе го познаит по лични симата и по зборот, арно ама татко му никако не го сетил. Чунки беше се изменил во лицето со долгата брада до појас. Виде син му оти него сети којот и го праша: "А бре старче, заошто и продаваш волоите и плугоите?" "Ох бре синко, не прашај ме и дердот не скоривај ми. Јас си продавам волоите и плугоите за да давам рушвет на судот. Да откидам двајца синови што лежат во темна Зандана токму 3 години за права Бога осудени и сега приближуваат 3 години. Се научив оти сакале тогај да ја обесат." Тоа му кажуваше и дробни солзи ронеше. "Не плачи, старче," му рече син му. "Не плачи, оти силен е Господ. Праината се танчи, ама не се кинит." Од која замина потамо, ја стрел мајка си во женски пазар кај си продаваат сета по куќнина. Застанал пред неа и ја прашал: "Заошто мори стара мајко си продаваш сета по куќнина? Дали некој голем борч имаш од домаќина ти да останат да плаќаш, дали што?" "Ох бре синко, немој не прашај го ти срцето ми се чини. Немам борч, немам ништо за плаќање. Бог да ја убие клети комши што ми изедоа двајцата мои синови за душ и ми кладе судово темна Зандана и сега 3 години привтаса. Чувме оти сакале да ја обесат. Да затоа синко се ќе продавам, на судо рушвет ќе давам, бел ќе да изба." Така и мајка му кажуваше и солзи како петлици ронеше. А тој ја рече: не плачи стара мајко, јака е Богородица. Правината се тенчи, ама не се чини." Од кога ја измена си порана и тој солзи. Одејќи низ чаршија не излегом од другиот крај, еве и жената му и снаа му, со по едно дете машко кај си водат за рака и на секого кого ќе стрете, а сеќе му рече: "Али сакате да ви и продајме децава?" Го стреле него и него го поканиле да му и продаат децата и тие без да го познаат отие тој. Тогај беше се погодил и царот да види оти мајките си продаваат децата. "Заошто бори сестри си продавате децата?" му рекол тој. "Дали толку силен борч имате некому? Дали на царо голема верѓа му плаќате за давање, дали што?" "Мило брате,
Те молиме, не прашене кому борч имаме и не скоривај ни дредовите. А ако сакаш, купи си едно дете и ојми си со здравје. Еве, јас ќе ви купам едно дете, се примешал царо, чунки царо бил тебдил во тој ден. Ама да ми кажете за ошто и продавате децата. Оф, бре, браќа, дали ни се тоарате да ви кажеме? Му рекле плачејќи жените. Туку што вајде ќе имате лели не можете да ни поможете. Алот нашет за приказни да се прикажат. Еве, има 3 години како ни и кладоа мажите ни во темна зандана и се подробно му раскажа. Да ќе продаиме децата и од дома сета стока да даиме на судот рушвет, белти да не и бесат. Еве, тој не е алот, бре, браќа. Од која слуша царот тие зборови, беше го ценил едното дете и беше го ватил за рака да си го земи дома. Спискало дете што да може и не може, се ватило за пола за мајка си. Поред него спискало и другото, се расплакале мајке му, поради нив се расплакал и мажот и најпосле царот, кој виде се зачуди. На тоа згора царо беше му дал парите што беше го купил детето и беше им рекол: ај невести, ојте си дома со париве што ви дадов. Утре дајте рушвет на судот да ви пуштат мажите и немој да ја продавате децата. Арно ви вели господаров, му рекол мажот. Немојте да ја продавате децата, чунки парито еве ви даде и стоката домашна што ќе ја продаите да даите на судо рушвет и со правината што ја имаат мажите ви, Господ ќе ви избавите. Чунки вашата работа може да се јави до царо, а пак царо каел не е за со рушвет луѓе да лежат со годиња во темна зандана. Од кога се изрекоа тие зборови, си и погали обете деца по надуените обравчиња и плачејќи се оддели и си отиде назад во темна зандана кај брата си, да си ја кладе својата пранга на нозе и му искажа на брата си секако што виде и се стори. На другиот ден, царо беше изваил од темна зандана и беше ја изобрал сета работа од азду и жица. И добрите браќа беше ослободил, а тие што беа и наклеветили и лажливите мартири беше и накажал заедно со судот што земал рушвет. Сите пари што беше изел суднико му истурил и му и турил в уста. Ете правината Апо, како се танчи и не се кини. Вака ми рече најпосле Ицо Прцан папуджијата, кога ми ја прикажуваше.